Да, меѓутоа мора да имате дозвола од Ситимол. Да не се гледат. Па добар ден. Чекај си го наместам ова тука. Денеска снимаме многу интересно видео каде што идеме во Ситимол и ги прашуваме луѓето 3 загадки. Тој што ги погоди сите прашања се добива часовник по избор. Од кај бе ти толку пари овака што се подасеш, а? Идеме во продавница, си одбираат кој саат сака да си го купат и ние им го купуваме како награда. Зошто? Пошто се многу паметни. Да видиме луѓе колку се паметни, колку се бистри, колку размислуваат логички. Идеме 3 прашања од најлесно до најтешко, така да уживајте во видеото и идеме. Дечки, влагаме. Ова не работи. Еве, дечки, влеговме и сега да видиме кој ќе го освои саатот, часовникот. Ај вака, слушай. Прво, колку букви има во азбука? 30. Идеме наредно. Докторот ти вика дека апчето треба да го пиеш на секој пола саат. Од 12 до 1, колку апчиња ќе испиеш? 3. И добро. И последно прашање, двајца татковци и двајца синови седат на маса. Има 3 палачинки, а секој јаде по една. Како е тоа можно? Син, татко и дедо. Фала. Се гледаме, брато, поздрав. Идеме го почастивме на паричка, сепак гутна првото прашање, ама добар беше. Ми се свига. Дечки, по погодите саат ви купуваме. Може ли 3 прашања? 3 прашања. Забрзо. 3 прашања. Колку сме нерасположени кон народ, тоа е страшна работа. Најдовме случаен минувач, он е мој другар се, ама не ги мислиме прашањава, да знаете. Глупи прашања се. Не бе, брат, логички. Имаш двајца татковци и двајца синови. Има 3 палачинки, а секој јаде по една цела. Како е тоа можно? Па дедо, татко и син. Добро е, го погоди. Паметен бил овој. Вака. Докторот ти препишува да пиеш апче на пола саат. Колку ќе испиеш? 2 апчиња. Па 3, брат. У 12 до 12 и полу 1. Еј последно. Колку букви има во азбука? 30. Сидеме, доста му е. И вртиме кругови низ Ситимол. Многу тешко се наоѓаат случајни минувачи, ама не се откажуваме. Двајца татковци и двајца синови, кој јаде по една. Како е тоа можно? Веројатно се дедо, татко и син. Добро е, го погоди. Од 12 до 1, колку апчиња ќе испиеш? Едно. Значи почнеш од 12, го пиеш од 12 и по второто и третото добре, на пола саат. Ништо, фала ти многу. Вака, се имаме 3 логички прашања кои што треба, односно загадки кои што треба да ги одговорите. Ајде, ако знам. Докторот ви припишува апче кој што треба да го пиете на пола саат. Од 12 до 1, колку апчиња ќе испиете? Од 12 на пладне до 1 на пладне? Да. 2. Грешен одговор, старт имаме. Едно го пиеш сега, едно за пола сат и едно за пола сат, 3. Добро, идеме наредно прашање. На масата има 3 палачинки. Секој јаде по една, како е тоа можно? Двајца татковци. Да, двајца татковци, двајца синови седат. Добро. И има 3 палачинки, а секој јаде по една. Двајца луѓе. Има 3 палачинки, а секој јаде по една. Ако има четворица луѓе, двајца. Значи двајца татковци, двајца синови. Готово, ова го свати. Дедото, синот. Добре. Ништо, фала ви многу. Дечки, идеме, трна работата, ајде. За часовник. Готово. Кој погоди, вакво на раката ќе има. Дечки, најавме случаен минувач. Брато, за часовник може да играме? Колку букви има во азбука? Грешно, ништо. Наредно видео може некоја патика да дадеме, а? Тука сме со Килијан Ембапе. Извинете, може ли 3 прашања и часовник ги ви купуваме? Тука сме со Кјара. Кјара Миломие. Прво прашање. Двајца синови, 3 палачинки. Секој јаде по една. Како е тоа можно? Ја поделат на 4 дела. Има 3 палачинки. Секој јаде по една. 3 сата касније. Што би било тоа? А мениот не е изолената. Не. Сите ги изеле. Добре, ќе ти го кажам, може? Може, ајде. Значи, седат дедо, татко и син. Разбираш? Добре, ајде идеме уште едно прашање чисто онака. Го пиеш на пола саат. Од 12 до 1, колку апчиња ќе испиеш? Од 12 до 1, 2. Значи 3 апчиња, едно сега, едно 12 и пол, едно 1. Да знаеш, нареден пат кога ќе те праша, да знаеш, нареден пат пати ги даваме. Дечки, идеме сега надоле, некако попаметни ми беа. Сега? На брзинката, молам. Чи ако победиш, ти даваме часовник, си бираш кој сакаш. Добро. Ајде, слушај вака, имаш прво прашање. Логички се прашањава, не се толку тешки. Колку букви има азбука? Мислиш у азбуката колку има? Значи колку има во азбука? У збојот или генерално сега? Значи колку има во азбуката, прашувам се, одговори. У збојот 6. Леле, добро, го поводи. Добро, идеме втора. Може вака?
Имаш двајца татковци и двајца синови с 3 палачинки. А секој од нив јаде по една цела. Како е тоа можно? Ајде, брату, за часовник. Добро, чекај. One eternity later. Значи, двајца татковци, двајца синови, а 3 палачинки. Да. Значи, се голобот баков ке ти биде. По логика некоја, дедо, па татко, па син. Леле, зашо бе двоку луѓе го погоди ова прашање, мислев најтешко дека ќе. Добро, ајде, вака идеме последно. Вака. Докторот ти препишува апче да пиеш на секој пола сат. Од 12 до 1. Колку апчиња ќе испиеш ти? Од 12 до 1. Значи, полека размисли убаво, ќе се вратиш со часовник. Ќе знаеш колку е сат, нема да касниш. Колку треба да испиеш? Ствари, колку ќе испиеш од тој сат? Од 12 до 1. Значи, пола сат. Од 12 до 1. На секој пола сат, значи само што почнуваш. Од 12 до 1. Ај, 3. Па, тоа е, брато, леле. Конечно, брат. 2 сати снимаме. Леле, ајде да купиме некој сат. Плаче ми се, али не смеем. Озбиен си, стварно? Да, иначе ми се свиѓа убав дечко е за да му купам на него сат. Ми се допаѓа. Да, меѓутоа мора да имате дозвола од сите имоти. Да не се гледат. Па дечки, добивме дозвола од молот да снимаме, така да се легално снимаме, да знаете. Ако планирате да снимате и немате дозвола, да знаете да си извадите дозвола. Идеме сега со братот да му купиме еден сат. Значи да види дека имаме дозвола, чичко обезбедување, дали имаме дозвола? Имате. Ете, и он потврди. На кај мене камерата, дечко, на кај мене. Се гледам сега. Тука добре? Значи имаме дозвола, дечки, да купиме сат, часовник. Конечно идеме да си избере братот сат. Како сат ќе избереш? Убав. Ајде. Здраво, здраво. Кој ти се свија, брат? Овој металниот? Овие лаканата, овие некој. Па да го пробаме оној. Кој? Овој од лево. Ајде ќе го пробаме сега, ајде. Шо ви Касио? Касио, бе. Ајде. Го купивме саатот, ајде да бегаме додека не избркале, ајде. Па дечки, тоа е тоа, еве го саатот за братот, си го заслужи, брате мој. Лично, фала ви многу. Со здравие си го носиш саатот, го ставиш на рака. Оставам шо? Ајде, дај да видиме. Ајде им го покажам на гледачите. Може да го држиш ова? Ево вака да го видите. Опа. Леле, Касио на зглобот. Ајде, брату мој. Еве, јас вечерно ја му го купувам сега. Ајде, брату. Ти рекол дека накитен ќе се вратиш? Реално. Денескова не го очекував. Па, брате мој, Касио, вака. ја мислам дека ти е добар. Премногу. И тоа ми стои. Не се жалам, не се. Тоа е, дечки, бидете паметни, учете логика, математика и ќе си освајате саати. Да. Тоа е тоа. Многу шеначка, дечки. Брато повели и кесичката. Фала ти, брато. Дечки, се гледаме, тоа е тоа. Ако сакате уште вакви видеа, пишете во коментар. Лајкнете, субскрајбнете, шернете, да видите вашите пријатели. Шириме позитива, добра енергија и бидете ми поздравени и се гледаме. Убав ден. Чао, чао.